Битолската локална самоуправа има реализирано бројни проекти за зголемување на енергетската ефикасност. Во моментов се работи на програмата за целосно затоплување на градот, при што оделем, тоест рек Битола, се спроведува топловод до општина Битола, кој што во прва фаза ќе ги опфати големите потрошувачи, а во втората и домаќинствата. Има голема заштита бидејќи електричната енергија мал процент се делува од загубите на елем рек Битола, а голем процент и бенефит ќе има градот со топлинската енергија преку топлински изменувач до граѓаните. Во Кичево се реализирани низа проекти. Меѓутоа, далеку од тоа дека сме задоволни од постигнатото. Енергетската ефикасност е поле каде што има голем потенцијал за реализација на многу успешни проекти. Но главен проблем во нивната реализација се ограничените финансиски ресурси со кои располага општината. Албанската општина Поградец пак досега нема реализирано проекти со кои ќе се постигнат бараните енергетски ефекти, а ќе се намалат трошоците на градската каса. Ndriçimin e qytetit, që është pak a shumë si folëm për bashki. На почеток го осветлуваме градот, а со новиот буџет ќе бидат реализирани и нови мерки за поголема енергетска ефикасност, вели Дритан Хамзалари, заменик градоначалник на општина Поградец. Реja apo specifikimet e reja që do të përcaktohen dhe nga hyrja në fuqi e ligjit së shpejti. Целта на прекограничниот проект иницијатива за јавен диалог за одржливо користење на енергија, што го реализира невладиниот центар за истражување и креирање политики од Скопје, е токму да се постигне што поголема заштеда во средствата, а повисоки ефекти во користење на енергијата. Направени се истражувања во работата на општините, бизнис, ресорот и граѓаните. Констатацијата е иста. Не достигаат пари, но и информации за решавање на проблемот. Владата дава субвенции, меѓутоа за субвенциите е искористен принципот на лотарија, кој според граѓаните е веројатно недоволен, бидејќи според резултатите само околу 5% од кичевчани и битолчани имаат инсталирано сончев колектор, за дел од нив веројатно на своја рака го инсталирале, што значи дека има се уште огромен потенцијал кој што за жал не е искористен. Албанските невладини организации сметаат дека Македонија е чекор напред во поглед на енергетската ефикасност. Macedonia is a step before Albania. Македонија е чекор пред Албанија. Има, например, инспекции, локални власти, регулатива за енергетска ефикасност. Албанија може би треба да ги има предвид добрите примери да ја исполни регулативата, а многу значајна е свесноста и информираноста, вели Ерион Тасе, извршен директор на албанската невладина организација Академија за политички науки. It's very important awareness and information. Оваа невладина и Македонскиот центар за истражување и креирање политики, како партнери на проектот, ќе помогнат на прекограничните општини Битола и Кичево од македонска и Поградец и Корча од албанска страна во размена на искуства и стекнување нови знаења. Дел од активностите се поврзани со градење на капацитетите на сите овие чинители на креирање на јавни политики на локално ниво во областа на енергетска ефикасност, но во исто време подигање на свесноста кај граѓаните. Проектот се одвива во неколку фази, преку средби, работилници, обуки, не само како оваа во Поградец, туку и во Корча и македонските општини за да се финишира со изработка на студии, 4 регионални платформи за енергетска ефикасност. Ќе бидат обучени 80 кадри, а на саемот за енергетска ефикасност што треба да се одржи во Битола, се очекуваат до 1000 посетители.